Се враќаме сега ние на првата тема, која што ни е во фокус со нашата прва гостинка во студиото. Денес веќе најави според најновите податоци од ХЕРА, 53% од девојчињата и 19% од момчињата на оваа возраст се соочуваат со депресивно расположение. Добро утро уште еднаш за нашата прва гостинка, Ана Попризова, советувачка и терапевка во советувалишните услуги на ХЕРА. Добре ни дојдовте. Ана, можете ли накратко да ни кажете какви се овие најнови податоци на ХЕРА за менталното здравје ке 15 годишните девојчиња и момчиња и дали со оглед на времето во кое што живееме, експанзија на социјалните медиуми, оттуѓеност од традиционалните игри, дали вакви резултати се очекувани или и вие бевте изненадени од ова истражување? Добро утро прво на тебе, Вана, и на вашите гледачи. Значи, овие резултати ХЕРА ги презема од една меѓународна студија, која што и нашата земја е вклучена и веќе над 20 години се спроведува и во Македонија и се одвива, се реализира секој 4 години на деца на возраст од 11, 13 и 15 години. И ова не се за мене изненадувачки резултати, бидејќи вакви резултати имаме како тренд, постојано се зголемуваат овие проценти. Да сега достигнат на последното истражување 2022 вакви бројки. А причините се, нели, како да ги објасниме овие податоци, е доста комплексно прашање. Од една страна, не можеме да зборуваме, нели, за ментално здравје и состојба на младите, на адолесцентите, а да не го поврзаме тоа со менталното здравје на возрастните. Затоа што возрастните се тие кои што го креираат амбиентот и кои што практично ги воспитуваат децата. Така да и нашите општествени влијанија имаат улога во креирање на тој амбиент, традиционалните вредности не секогаш нели одат во вистинска насока, затоа што доведуваат и до разлики во начинот на воспитување на момчињата и девојчињата. И еве ова можеме да го видиме и преку оваа бројка. Доколку како вредност ние ги воспитуваме девојчињата, поставуваме од нив очекувања да бидат, да не прават проблеми, да исполнуваат очекувања, да не јасно ги артикулираат своите потреби, да не се застапуваат за себе. Тие развиваат една свесност, една тенденција дека нивните чувства не е некако дозволено да многу јавно се манифестираат, се покажуваат. И тоа останување на тие чувства во себе е основата за она што би рекле не се чувствувам добро. И од тука понатаму можеме да зборуваме за депресивност, за анксиозност. Значи, за разлика, нели, од момчињата кај што во нашето општество традиционалните вредности, момчињата имаат повеќе простор да ги изразат чувствата, за момчињата сме потолерантни доколку, нели, ги покажат чувствата, бидат поборбени, повеќе се застапуваат за себе. Сметам дека основата, секако дека ова е покомплексно прашање, многу повеќе фактори треба да се земат во обзир, меѓутоа токму заради разликата, сметам дека основата е во ова. Тука и некако ми се совпаѓа одговорот и со второто прашање. Тука ја гледате и причината за оваа голема разлика во процент меѓу машки и девојчиња. Кои се најчестите фактори или причини што доведуваат до депресивност кај адолесцентите? Семејство, училиште, притисок, ги спомнав и во најавата, социјалните мрежи. Што е вашето мислење? Тоа е една широка лепеза на се она на што се изложени денес адолесцентите. Од семејства кои што морам да кажам, бидејќи и работам во средно училиште, па и на тоа можам да се повикам како искуство, доста се отсутни родителите, нормално посветени на заработка, да обезбедат за своите семејства,
и многу често заради присуството на социјалните мрежи, комуникацијата во семејствата изостанува. Значи, можда се и родителите присутни, меѓутоа адолесцентот си е затворен во соба и е на социјални мрежи. Значи, таа комуникација се трансформира со појавата на социјалните мрежи, а ние како луѓе, значи техниката на превод, ние како луѓе, како семејство, како општество, не успеваме да го следиме тоа. И тој недостиг на комуникација со социјалните мрежи, каде што практично децата, младите се изложени на нешто што ние не знаеме. Најчесто возрастните немаме ни представа што тие гледаат, читаат, со кого комуницираат. Во тој еден јас, не можејќи младата личност да се справи со се ова, понатамо и социјализацијата многу значен фактор, како сум прифатен во друштво, кои се моите другари, имам ли пријатели или сум социјално изолиран. Училиштето и очекувањата за високи постигнувања од родителите, кои што некогаш не се баш реални, сето ова е предизвик за младата личност и не сите млади ќе станат депресивни и анксиозни, меѓутоа кај млади кои што имаат поинакви капацитети, недоволно развиени стратегии за справување, ќе се појави и депресивност и анксиозност. А колку голема улога според вас игра стигмата поврзана со менталното здравје во спречување на младите да побараат помош? Па, морам да кажам, сега низ годините се менува. Значи, сега е таа стигма доста намалена. Во општеството се водат и кампањи и темата е доста присутна, велам, изминативе 5-10 години можеби, јас забележувам разлика. И секако мислам дека сега достапноста на социјалните мрежи ги охрабрува младите, бидејќи тие прво све ќе прочитаат, ќе истражат во што се сомневаат, доколку имаат некој проблем и им дава едно чувство дека не се сами, дека не само на нив им се случува и ги препорачува, нели, учат што и како можат да побараат како помош. Така да изминативе години навистина има унапредување на нели тоа справување со стигмата, но може би и токму заради тоа, па некако овие прашања поврзани со менталното здравје се многу позастапени. Дали веќе заради намалување на стигмата поотворено се зборува за тоа или навистина се влошува менталното здравје на ниво на општество, тука сега нели е прашање за дилема. Што конкретно Хера нуди кога зборуваме за поддршка и совети достапни за младите? Како тие може да ја искористат помошта? Па во Хера работи едно советувалиште за нели советување на момчиња и мажи, кое што мислам дека година дена веќе и повеќе малку работи, во кое што и јас и мој тројца колеги волонтираме, во кое што услугите се бесплатни и секоја млада личност, нели не е ограничено само на момчиња и мажи, туку секако дека работиме и со девојчиња и со жени, може да се јави и да закаже термин. Исто така во истиот простор работи и советувалиште за превенција од злоупотреба на алкохол и дроги, кое што дава услуги и поддршка за корисници кои што имаат потреба од тоа. И секако Хера е препознатлива веќе и по првиот семеен центар, каде што луѓе кои што се жртви на семејно насилство може да се јават и да побараат помош од сите сфери, значи и правна и психолошка, и е советувалиште кое што целосно работи, значи не само со жртвите, туку работи со семејствата и со сторителите, што е многу значајна ставка, нели, доколку сакаме да се справиме со семејното насилство. А како родителите, наставниците или училиштата можат да забележат знаци дека некои млади имаат потреба од психолошка поддршка? Па, на неколку нивоа. Значи, препорака за родителите, клучно е да се разговара со детето, клучно е да се одржи контактот, клучно е да детето знае дека возрастниот родителот е тука за него. Тука гледам голем проблем, каде што родителите
не знаејќи, немајќи доволни вештини како да комуницираат со млади, со адолесценти, се прекинува тој контакт и практично тие живеат заедно, меѓутоа не комуницираат. И тогаш родителот нема ни појма што се случува во животот на детето. Значи, заради тоа полесно е да се прифати доколку младиот и погреши и не се задоволни родителите од однесувањето, да се зборува за тоа. Значи, да не се оставаат работите, ти сега не ги исполнуваш очекувањата, јас ќе ти воведам казна или така натаму, затоа што тој прекин на контактот е за мене највознемирувачки. Во училиштето, навистина морам да кажам дека има наставници кои што се доста сензитивни и кои што први ги забележуваат промените доколку нешто се случува со некој дете. И доколку добро функционира спрегата помеѓу наставниците, стручните служби, тука има шанса да стручната служба даде поддршка за децата и секако зависи и од самите стручни служби колку се тие транспарентни од нивните капацитети за комуникација и поддршка на децата. Во училиште, врзано со менталното здравје, секогаш може, она што функционира е добрата соработка со родителите, со наставен кадар, стручна служба и со учениците. Многу често и со учениците се први кои што доколку нешто се случува во училиштето и ќе алармираат и ќе кажат и на класен раководител, на стручен соработник и така натаму. Сакам оваа прилика да искористам да кажам дека еве и до колегите стручните соработници во училиштата дека можат да доколку имаат препорака за некои родители да ги упатат во ова советувалиште за момчиња и мажи каде што услугите се бесплатни и може да се даде дополнителна поддршка бидејќи во училиштето може до некаде, значи да се работи советување, превенција и така натаму. Но за случај каде што е потребна дополнителна психолошка поддршка, тогаш е добро да се користат услугите и на ова советувалиште. Така. Во што би сакале да гледате промена на национално и општествено ниво кога зборуваме за поефикасна поддршка на менталното здравје кај младите? Можеме при крајот разговорот да заклучиме дека да, работите се менуваат, некако барем кај младите оваа тема веќе не е табу. Си се разговара искрено, разговараат и по социјалните мрежи. Се движиме ли во добра насока од она што и вие го имате проектирано како долгогодишен познавач на оваа тема? Па, јас верувам дека колку што имам јас познавање, следење од областа, се работи на изработка на една посеопфатна програма или стратегија за ментално здравје, која што практично ги вмрежува сите значајни чинители и само во таа интеракција, значи во овој случај помеѓу Министерството за образование, Министерство за здравство, Министерство за труд и социјала, значи доколку овие сектори здружено работат на ова поле, секако дека ќе има подобрување и унапредување. И за крај и повторно се враќаме на тема родители и повозрасни генерации. Мораме уште еднаш да заклучиме и да ја упатиме пораката до нив дека зборувањето за ментално здравје, посетата на психолог не треба веќе да биде табу тема ако и мислиме добро и на младите. Секако јас значи ги замолувам родителите бидејќи многу често се случува да децата бараат родителите да направат контакт, да бараат психолог или во училиштето да се обратат, значи да ги поддржат децата доколку бара децата и младите доколку им изразат потреба за советување. А секако можам и да ги упатам дека секој ученик во основно и во средно образование, во училиштето има стручна служба, значи има или педагог или психолог, каде што првично може да се обрати и да биде насочен што и како понатаму. Ви благодарам за гостувањето во Македонија на Аутро. Посакувам убав и успешен работен ден. Верувам обврските се пред вас денес.